Денеска првото утринско кафе го пиеме со уметницата Јана Луловска. Имено Јана е член на Друштвото за ликовни уметници на Македонија. Јана Луловска се занимава со фотографија, сликарство, графика, инсталација, експериментален филм, видеоуметност, анимација и дизајн. Првото кафе ќе го испиеме со неа, ќе слушнеме кои се нејзините омилени утрински ритуали и секако ќе слушнеме нешто повеќе за нејзиното творештво. Јана, добро утро и добро дојде во нашата утринска емисија. Добро утро. На самиот почеток, кои се ваши вообичаени утрински ритуали и дали може би имате некој утрински ритуал кој што ви е најомилен? Да, утрото ми е најомилениот дел од денот и практикувам да го започнам и да го завршам денот споро. Најпрво станувам, нормално се мијам како и сите. Прво нешто е што пијам вода. Кафе не многу подоцна пијам кафе. Прво пијам вода, па вежбам, едно 20-30 минути, па после тоа пијам чај и паралелно или читам или пишувам, а некогаш и прво читам, па пишувам. Многу ретко ми го кажуваат ово уметници, кога сме разговарале во оваа рубрика, кажуваат дека претежно и немаат инспирација рано наутро. Не, напротив, мене тоа ми е цел ден. Ако тие ритуали не ги направам од сабајле, мислам дека цел ден нема да го издржам со сите стресови, со сите нервози, нели во продуктивен период, кога е човек. Тоа ми дава темел еден баланс, приземјеност. Тоа тие неколку саат време посветени на мене и на мојот личен развој, јас така би го нарекла. И од после, кога ќе завршам со сето тоа, преминувам на кафе и веќе кога ќе преминам на кафе, почнувам со работни обврски. Кога веќе би морала да бираш, кафе или чај? И двете, не можам да ги одвојам. Бидејќи ми напомена пред да започнеме со разговорот дека и сега скоро си започнала да пиеш Кафе, да. да. Да, започнав кафе негде када пијам кај, па не знам, доцна средно, почеток на факултет веројатно бев, помлада. Па пиев долги години и пред 5-6 години се откажав од кафе и не пиев 5-6 години, освен само чај пиев. Од сабајле замена за кафето ми беше црн чај. Но пред година дена се вратив повторно на кафе. Ама не би можела да не пијам чај, ни кафе може би ми можела се откажам повторно, но чај не. Вашите студии ги завршивте во Бугарија, во Софија. Какво е искуството да се студира во странство и зошто токму тоа беше вашиот избор да студирате во странство, а не во нашата земја? Па јас заминав пред факултет, уште порано, уште во средно, четврта учев во Соединетите Американски држави, така да јас средно дипломирав во Америка. Требаше да студирам во Америка, да продолжам во Лос Анџелес на Институт за фотографија. Меѓутоа, ради повеќе причини, да не навлегувам сега, одлучив да се откажам и да се вратам. И не бев сигурна во тој момент дали сакам да продолжам со актерство или со фотографија, бидејќи бев дете актер и се занимавав со глума интензивно, па и професионално. И одлучив да направам пауза, така да работев во кафич како шанкер една година. Размислував и во одреден момент кога одлучив дека фотографијата е мојот прав пат, почнав да се припремам за приемни испити за на академија, интензивно. Софија ја избрав, Националната академија за театар и за филм ја избрав, бидејќи сакав да бидам поблиску до Македонија. Сакав да доаѓам често до Македонија. Ми ја препорача колеги повозрасни како една академија со најдобра програма за фотографија. Затоа завршив во Софија. А всушност во тоа време не ни постоеше опција во Македонија, немаше катедра фотографија. Што беше пресудно за твојот избор да биде фотографија? Имено се занимаваше со фотографија, сликарство, графика, инсталација, експериментален филм, видеоуметност, анимација и дизајн. Како започна целата оваа приказна? Веројатно тоа било многу поинтензивно повик. Било цел мој живот, само во тој момент сум се освестила за тој повик.
Како мала, дури бев на академија, се сетив дека како мала имав 7-8, максимум 9 години да сум имала. Моите роднини, тетка ми од Америка со братучетките беа дојдени и роднините од Грција исто така, вујко ми со братучетките и бевме во Охрид. Обично правевме фамилиарни средби и се среќававме секогаш патувавме во Охрид, сите од различни страни и се среќававме во Охрид. И се сетив дури бев на академија, една фотографија имам каде што сите се возиме во кајче во Охридското езеро и јас сум на клунот напред свртена со грб. И веднаш, тоа беше прва година на академија кога ми текна за таа фотографија, и се сетив дека свртена сум со грб затоа што плачам. А плачам бидејќи не ми ја даваа камерата. Сакав да снимам и сакав да фотографирам, меѓутоа не ми ја даваа камерата дека сум детето не ми паднала во вода, нели се плашела. Тоа го доживеав толку интензивно и стресно и травматично, а јас се што сакав е да ја документирам таа убавина и тоа што го гледам и тоа што го доживувам. И на академијата ми излезе на површина, веројатно од подсвеста. Во трето оделение се сеќавам дека чичко ми купи едно канонче, една камера со која што почнав да снимам. Меѓутоа тоа така остана, бидејќи поизразена ми беше желбата за актерство. Јас као дете почнав ритмичка гимнастика, бев модерен класичен балет, така да перформансот, настапувањето ми било веќе нормално, ајде така да речеме, веќе имав искуство. Иако сликам и цртам од раѓање, бидејќи благодарение на татко ми сум визуелно едуцирана од најмала возраст, бидејќи он беше нели професор на ликовна академија и сликар. Така да визуелното со текот на време дојде на површина дека всушност ми е можеби поголем капацитет и дека можам многу да се изразам повеќе отколку со глумата. Најчесто се фокусирате на темите како природа, екологија, феминизам, човечката состојба. Од каде ја црпите самата инспирација? Да, се што доаѓа, се што творам, вообичаено треба да го осетам длабоко во себе. Јас сум уметник кој што твори со внатрешен порив. Значи, ја чувствувам секоја идеја која ќе ми дојде како нешто неопходно, исто како што ми е неопходно да дишаме, нели, за да може да екзистираме, така ја доживувам и целата креативност. Значи, доаѓа како порив некоја идеја внатрешно од мене и не ме остава мирна додека не излезе на површина, додека не ја изразам тоа што треба да излезе од мене. Инспирација црпам обострано, значи, од внатре кон надвор и од надвор кон внатре. Гледам со секоја една идеја на која што работам или проблематика е длабоко врзана со мене, со мојата интима и истовремено е и некаков проблем социјален, психолошки, каков и да е, меѓутоа во рамките на општеството. Имате реализирано многобројни изложби, не само кај нас, имено во странство, во САД, Франција, Белгија, Италија, Хрватска. Кои се други земји? Какво е искуството да се има изложба надвор од границите на нашата земја? Да, имам доста изложби веќе, имам доста искуства последните неколку години со филмски проекции, со моите кратки експериментални филмови. Искуството е поразлично бидејќи културата, менталитетот е поразличен тука и надвор од Македонија. Секоја земја си има своја култура, свој менталитет и ментален склоп, така да искуството и процесот на соработка е поразличен. Надвор, кога сме ние уметниците, имаме една доза малку, можеби јас така барем ја доживувам и си ја сваќам, една доза на поголема одговорност, бидејќи надвор од рамките на Македонија ние сме во функција на дипломати. Ние ја промовираме нашата култура со уметноста и малце поинаков пристап можеби е потребен за разлика од во внатрешноста кога сме продуктивни во нашата држава. Јана, ви благодарам многу за одвоеното време и ви благодарам многу за една ваква убава утренска дружба. Благодарам и на вас и за поканата и за убавиот разговор и се надевам дека повторно ќе се видиме и ќе разговараме за
ќе има зашто. Благодарам уште еднаш.